Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Пред 3 години нашата држава беше во длабока изолација, заробена во режим, скарана со соседите, без никаква евроинтегративна перспектива. Процесите на интеграција во ЕУ и НАТО беа на маргините, додека режимот правеше се за да ја држи земјата што подалеку од двата најмоćни светски сојузи. За само 3 години, преку одговорни државнички политики, успеавме да ја вратиме државата на правиот пат. На патот на евроинтеграциите. Денес сме 30-та земја членка на НАТО, а тоа представува влезна карта и за Европската Унија. Подготвени сме, знаеме и можеме до 2024 година да ги отвориме 80% од поглавијата за интеграција во Европска Унија. Со тоа од европските фондови обезбедуваме 2,5 милиарди евра за нашата држава. Тоа се повеќе пари за справување со корона кризата, за новата македонска економија, за зелена агенда, енергија, конкурентност, капитални инвестиции, земјоделство, канализации, патишта и водовод. Од другата страна е ВМРО ДПМНЕ, кој немаше став за ниту едно важно прашање, кога бегаше и обструираше секогаш кога се носеа промени важни за еднината, за државата и за граѓаните. ВМРО ДПМНЕ работеше активно да не се случи приемот во НАТО и да не започнеме преговори со Европската Унија. Кога станавме формално членка на НАТО, не смогна сили ниту да го честита историскиот успех на државата. На 15 јули граѓаните ќе одберат да продолжиме на прав пат кон ЕУ и НАТО и нема да дозволат враќање на изолацијата и обнова на режимот. Ви благодарам.